Почитувани, се наоѓаме пред Центарот за лаги и измами пред штабот на СДСМ пред владеачката партија. Соочени со пораз, бесрамно пласираат лажни вести и вршат притисок врз медиумите за да им ја одиграат гнасната политичка манипулација во јавноста. За македонскиот народ, за граѓаните на Македонија, за ВМРО ДПМН, никогаш, ама никогаш, нема да биде прифатливо негирањето на посебноста на македонскиот јазик, како и откажувањето од ликот и делото на Гоце Делчев. Сето она, кое што значи добро и за граѓаните на Македонија и за граѓаните на Бугарија, во никој случај не е прифаќање и одобрување на антимакедонските политики кои што ги води власта во заминување. Почитувани, власта која што отвори цело министерство за вистина, формира тело за пласирање на лажни вести под превезот на борба со лажни вести. Нивниот пиар стратег вели дека имале стратегија за вести на политичките противници, стратегија против ВМРО ДПМН. Почитувани, во напливот на страв од препознените лаги, лагите за пилоти, лагите за напредок, лагите за националните интереси, лагите за економскиот развој, лагите за платите на докторите за 500 евра, лагите за раст на пензиите, лаги кои што не се покриваат со лаги за блескање, СДСМ измислуваат, конструираат лажни вести за деградирање на опозицијата, со измислување на криминални случаи и со лажни изјави, со кои сакаат да го намалат поразот кој што ќе им го нанесат македонскиот народ, граѓаните на Македонија и ВМРО ДПМН. Кога не им успева тоа, тогаш прават притисок врз медиумите, апсат опозиционери, преведуваат новинари и им се закануваат со тужби. Само да блеска лагата. Почитувани, лагите нема да го покријат криминалот и корупцијата или пак продажбата на националните интереси, нема да го покријат рекет, нема да ги покријат крвавите тендери или авантите од Леонардо. Зоран Заев заминува за 40 дена. Со него, на 12 април, ќе заминат и креаторите на лажната вистина во Македонија. Ќе започне обновата на Македонија, а бастионот на лажни мести зад мене ќе заврши на црните страници на македонската историја. И благодарам.